Почитувам председател на Советот на Општина Свети Николе, почитувани советници на Општина Свети Николе, дозволете ми на почетокот на моето обраќање да ви честитам за изборот на председател на председател на Совет, на советниците за избор на советници и да кажам дека демократските институции и капацитетот на македонската држава функционира. Вие сте легитимните представници на електоратот кој што на едни слободни, фер и локални избори излезе и го даде својот глас. Во суштина тоа е и надпреворот. Изборите завршија, останува потешкиот дел. Да го сработиме она што го чекаат граѓаните од нас. Верувам дека овде сите седници ќе бидат бура на идеи, о кои што преку интересни дискусии, предлози и дебати ќе ги обсервираме сите предлози кои што доаѓаат и од електоратот, меѓутоа ќе ги обсервираме и предлозите кои што доаѓаат и од локалната администрација. Ќе направиме еден добар микс со кој што на електоратот ќе му го понудиме она што тие го заслужуваат. Граѓаните сепак со секој респект го заслужуваат најдоброто и очекуваат од нас да им излеземе во пресет на нивните барања. Не постои локална администрација и да ги има и 15 советници што може преку ноќ да ги реши проблемите на граѓаните. Меѓутоа треба да направиме администрација и совет кој што ќе почне да решава дел по дел од проблемите. Секогаш во локалната самоуправа ќе се јавуваат проблеми, ама затоа ние сме овде, јас како градоначалник и вие како советници, да ги решаваме проблемите, да ги менаџираме проблемите и да доаѓаме до решенија кои што ќе значат излез од одредени ситуации. Токму ова е мојот апел до сите вас. Значи, кога веќе се најдовте на советничките листи, кога веќе сте избрани за советници, кога граѓаните вие дадоа довербата, тогаш вклучете го својот максимум, вклучете се во работата на советот, во комисиите, значи спазувајте ги сите канални институции и редови кои што треба да додат одредени точки на дневен ред и да поминат како такви, меѓутоа дадете го својот максимум. Само на тој начин можете да го оправдате и ќе оправдате својата доверба како советници на Советот на општината, јас како градоначалник на Општина Свети Николе, јас и во моето обраќање по изборите кажав дека ќе бидам градоначалник на сите граѓани на Општина Свети Николе. Моите врати ќе бидат отворени за сите граѓани, затоа што изборите многу одамна завршија. Завршија на 24 март и ние веќе почнаме да работиме со одредени проблеми и проблематики со кои што секојдневно се среќаваат граѓаните. Сакам во тој дух и во тој контекст и советот да продолжи и со седниците и со работата на комисиите кои што ќе се формираат во наредниот период и сакам да ви посакам пред се плодна и успешна работа, затоа што на крај крајава секогаш она што го мерат граѓаните е тоа што ќе го ставиме зад нас. Значи, не само одлуките, туку и делата кои што ќе направиме. Верувам дека овој совет ќе има капацитет, значи, да се справи со многу предизвици и дека на крај, кога ќе зборуваме по 4 години пред граѓаните, ќе можеме да кажеме дека еве ние она што го обсервиравме како проблеми, дел од проблемите ги решивме во позитивна смисла и граѓаните можат да видат дека она што кажам на почетокот, дека демократските институции на власта функционираат и дека власта функционира и воопшто советот функционира на едно ниво кое што е на завидно ниво. Уште нема да должам повеќе, бидејќи седницата е освечен карактер, не сакам ни да ја узурпирам говорницата, затоа што градоначалникот совет се две подвоени институции, ќе имаме многу време за теми, дискусии и дебати. Верувам дека за некои прашања ќе се сложуваме, за некои можеби и нема да се сложуваме, меѓутоа тоа е суштината во демократијата, да се дебатира, нели? И верувам дека ќе има добри и интересни дебати. Уште еднаш ви посакувам успешна работа и да сте живи и здрави. Благодарам.